Почитувани граѓани, почитувани новинари. Бројни показатели потврдуваат дека македонската економија е стабилна и е подготвена за справување со сите глобални предизвици кои што предстојат. Потврда за тоа е и растот на бруто домашниот производ во третото тромесечие од 3%. Покрај бруто домашниот производ расте и извозот, кој во првите 10 месеци од годинава е зголемен за 29% во однос на минатата година. Ова се показатели дека владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и институциите превземаат соодветни и ефикасни економски мерки и политики. Дополнително, Народната банка официјално потврди дека денарот е стабилен и дека граѓаните не треба да се вознемируваат од информациите кои тенденциозно се појавија во одредени медиуми. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како одговорна партија, во континуитет презема мерки што значат вистинска грижа за граѓаните и заштита на нивниот економски стандард. Во таа насока е и одлуката на владата за замрзнување на цените на основните продукти до 31 јануари 2022 година, кои не смеат да бидат повисоки од цените кои биле на 1 декември оваа година. И во следната 2022 година ќе продолжи растот и на платите и на пензиите. Веќе од јануари минималната плата ќе изнесува 18.000 денари, а со новата методологија за законското усогласување, пензиите 2 пати во годината ќе растат помеѓу 400 и 600 денари во зависност од висината на конкретната пензија. Буџетот е ликвиден, државата има доволно пари за помош на граѓаните и компаниите за надминување на следните предизвици. Имајќи ги предвид предизвиците со цената на струјата, ќе следува субвенционирање на трошоците за електрична енергија за ранливите категории граѓани и семејства. Сето ова е во насока на зајакнување на економскиот стандард на граѓаните во време кога целиот свет се соочува со енергетска и економска криза. Како одговорна партија продолжуваме да обезбедуваме повеќе пари кај секој граѓанин во секое семејство, продолжуваме да се водиме од интересите на граѓаните. Ви благодарам.